Време е за нашето последно дружење во Ферплей оваа година, затоа со задоволство ви посакувам добре дојде. Се надевам дека оваа година успеавме голем дел од светлите нешта кои беа поврзани со нашиот спорт да ви ги пренесеме, да бидеме во текст со нив, па и заедно да се радуваме, а овој пат со малку поинаков тип на гости, сето тоа убаво се надевам дека ќе го заокружиме. Денеска оние луѓе кои ќе бидат дел од емисијата и кои ќе ги пречакам овде во студиото, на некој начин ги поврзува спортот и музиката, па да видиме за кого станува збор. Таа стана популарна во македонската јавност кога го испеа детскиот мегахит "Ех тој Тоше". Кикбоксот, фитнесот, здравите навики и ракометарот Дејан Пецаковски, кој е нејзин сопруг, тесно ја врзуваат со спортот. Веќе 20 години тој е дел од популарното македонско поп R&B дуо ДНК. Ова дуо создава хитови, живее за и од музика и неуморно го поддржува македонскиот спорт. Гости во Ферплей со Јана се Сања Ристич и Андреј од ДНК. Моите денешни гости се еден, би рекла, убав и интересен спој меѓу спорт и музика и верувам дека тоа ќе биде најдобар начин и соодветен начин да си ја закружиме оваа година. Ми направија голема чест што сте во студиото и им посакувам добре дојде на Сања Ристич и на Андреј Георгиевски од ДНК. Добре дојдовте. Добре те најдовме. Добре те најдов. Како сте, дали сте добри и дали фино расположени, весели ќе се испратите оваа година, заисто така да почне следната? Ова беше полна со предизвици годинава. Ни беше малку повесела од изминативе две кога си одмаравме во карантините. Некако се тоа што требаше да направиме во 2,5 години го направивме во една. Ќе испратам барем јас турбо, многу зафатена, со многу ангажмани, ама среќна и исполнета бидејќи се исполнив како што ми беше планирано, како на класична девица, нели, секојаш кај мене мора има да оди список поред. и мора да оди поред и се ако не се заврши не можам да заспиам вечерта. Се е завршено, се е стокмено, може да се заврши годината и следната да си посакам порелаксирано, да се движи. Да, малку по-смирено темпо да има. Андреј, знам што ќе каже, концерт и јубилеј буквално за највисока оценка, предпоставувам ве радува тоа. Пред да дојдеме до таа тема, прво да кажам дека имам малце трема затоа што сум во спортска емисија. Немам појма од спорт. А инаку како ја испративме година, се што кажа Сања, горе-доле наситени се случи. И од кога се нели отворија вративе да почнеме да функционираме нормално со сите сили изработевме да заокружиме годинава со еден концерт по повод нашето 20 годишно постоење. Сега ќе дојдам до концертот, но само да кажам, ти велиш, јас немам врска со спорт, искрено мене ДНК ми се едно од првите асоциации кога се опрашање спортските настани, нашите спортисти, репрезентации, тука сте редовно да ги поддржите и среќна сум за тоа и ви честитам за тоа што е навистина доблесно, нели? Добро е кога си даваме едни на други поддршка и Сања исто. Сања редовно на надпревари. Апсолутно, да, редовно, значи навистина го ценам спортот. Навистина знам, разбирам и доживувам секојдневно колкав ангажман и колкава жртва е да си особено професионален спортист. И затоа кога одам на надпреварите не навивам. Јас навивам од овде до долу, значи со цело срце, со цела душа, како јас да сум на терен и како јас да треба нешто да направам таму за да помогнам, а воедно и конкретно знам колку значи на спортистите да имаат силна поддршка, да имаат мотивација, освен на теренот и на мрежите и со пораки и секаков тип на мотивација колку им значи за да успеат и колку тоа во нивните перформанси допринесува. Дали е тешко да се биде сопруга на спортист со оглед на тоа што нели? Имаат прво еден собствен режим и темпо на живот, а друго тука се сите патувања, промена на средина, нервози, победи и порази. Тоа се го преживуваат најблиските, знам. Многу Ти е како необично, многу бара прилагодување, затоа што спортистите живеат во еден
свој собствен свет. Значи, тој свет нема допирна точка со сите други светови што ги имаме ние. Значи, они имаат свој режим, свој редослед, кој мора да се следи. Они се така навикнати од мали нозе и ние сега, во ново создадената ситуација, нели, сопруга, 2 деца, ангажманот денешен, работа и било што, нив им е многу тешко да се адаптираат, бидејќи не се адаптирани од самиот почеток на животот со истото. При тоа, нели, што ги имаат сите припреми, отсуства, надпревари, добро поминат надпревар, лошо поминат надпревар, не дај Боже повреди кои се многу чести, нели, рикавери од повредите исто така многу чести, многу захтевно, бара многу енергија, многу прилагодливост, многу компромис. И од озгора на се, па и синот е сега спортист, нели, Јан се бави со фудбал. Веќе година и нешто, скрос е во фудбалерски во тој филм е. Видов таму дека носи дресови од Пари Сен Жермен и сега ме интересира каква е ситуацијава Меси, Ембапе. Едниот се радува, другиот тагува. Омилен играч му е Меси, а втор му е Ембапе. Од Дедо Мраз се нарачани копачките што ги носи Ембапе на светското и горна тренерка од Парис. Ама во финалето му беше некако win-win ситуација, бидејќи кој да победеше и Франција и Аргентина, ќе му одговараше, но сега кога Меси му ги исполни срцето, он живее во еден таков сон дека Меси е бог на земјата, а и е. Па и не е далеку, тоа ќе рече. Сега се случи и нашата Симона Аврамовска, која е при тоа, не знам дали знаеш, живее во Барселона и го шминкаше Меси за фотографијата. Го шминкаше Меси и кога Ијан дозна дека моја другарка го шминка Меси и дека на Неймар му ја прави косата за рекламите. Ијан падна во несвест, ми рече купиме карти и да одиме кај Симона дома. Он изгледа си замислува дека они се дома кај неа се живеат таму. Мојот следен план е Симона да ја наговорам да купи еден дрес и да ни изготви еден автограм од било кој од нив двајца. Да биде тоа толку голема радост. Мислам дека тоа ќе биде настан на векот за Ијан. Цели години, човек успешно да обстои на македонската музичка сцена, како што реков, да сака музика, да живее од и за музика. И во случајот на ДНК тоа беше кронисано со еден успешен концерт. Јас таа вечер бев тука на пултот за читање и презентирање вести, тоа беше причина што не присуствував. Меѓутоа, еве, кажи ми, како беше таа вечер? Сега помина малку време, веројатно малку спласна емоциите. Може ли да се опише од ваша страна како сето тоа изгледаше? Па еве Сања баш утрената Сања ќе каже, ќе дојде на ред. Многу емотивно зборува за настанов. Прати една порака и мене и на Панчо и она исто доста други луѓе и по тоа уствари тоа беше на некој начин огледало да видиме што стварно се случувало во Борис Трајковски таа вечер. Ние секако бевме под импресии кои скочивме на сцена, дури малце се сепнав кога видовме колку народ има, колку луѓе има. И не е лесно да го издржиш тој, на некој начин да кажам, позитивен притисок, затоа што нели треба да отпееш пред толку луѓе 2 часа и дури не ни се веруваше колку народ има. Меѓутоа утрената, која да кажам стивна импресиите, не стивна, утрената почнаа импресиите затоа што утрената низ призма на сите тие луѓе што ни пишаа и сите тие портали што објавија и напишаа рецензии со позитивни критики, видовме што уствари се случувало. И од видеа што еден куп луѓе ни испратија вечерта, не ни се веруваше како тоа изгледа, баш како да не знам, како да држува некој од светски рамки некој артист. Концерт и баш ни е мило што на сите не испофалија како се тоа звучало, како било скоцкано. Што да кажам, можам само да кажам дека многу ми беше мило. Тоа го говориме некоја со Панчо и да се наполни салата, ама толку да пеат сите од прва до последна песна, од 7 до 77 луѓе години, значи дефинитивно ете нешто сме оставиле во ова некаков белег во оваа земја и ни е многу драго што е тоа така.
И нас ни е драго што имаме такви музичари, што имаме со кого да се гордееме, па и да си слушаме наши домашни хитови. Кажи ми, може ли да издвоиш некој хит кој што според тебе е најслушаниот на ДНК или да одбереш можеби песна која тебе ти е најмногу при срце? Знам дека е тешко човек да направи таков избор, ама ајде, Па обиди знаеш се. како ние секоја песна ни е драга, почнувајќи од првата Девојка за Везден, тогаш таа песна за нас била вау. Вау. Извадивме песна. Снимавме у студио, меѓутоа со текот на времето нормално. Има можеби некои песни кои што малку помалку ни се допаѓаат, некои многу не допираат, меѓутоа гледаме публиката како реагира. И можам да, тоа е моje мислење, да заклучам дека највеќе од се публиката реагира на неколку песни. Фала му на Бога, сега реагираше скоро на сите. Меѓутоа во изминативе години можам да кажем дека оставивме еден печат со песни како не знам, како Срце, како Што сака нека биде, како да не зборам за првите хитови у златните времиња, Пази се од мене, Навлече на тебе. Да. Сега во помодерно време да кажем Ромео и Јулија гледаме многу добро реагираат младиве. Така да правиме музика за различни жанрови, различни стилови за различна таргет група и гледаме дека горе доле сите убаво реагираат. А најомилена песна мене, можам да кажем една од поомилените ми е Која би знаела се. И тоа беше едно интересно искуство, снимавме во Америка спот. Тој тип, мислам, јас сакам рок, сакам блуз, таа е една поп-блуз балада, Што сака нека биде, Срце, Авион, Север и Југ. Тие песни ми лежат, мислам, јас тој тип го сакам сакаш, на пење, да. Многу сум срекна што денес дојде со гитара, јас те замолив и ти прифати. Ден се бајлево, да. Може нешто кратко да запееме еве сега во овој момент може. по твој избор. Јас и Сања ќе помогнеме колку што можеме. А може ли да почнеме прво со нешто друго, Ајде. на пример? Ајде да почнеме со друго. Со една песна од мојата колешка од 93-та година на Ова Златна. ова е апсолутен хит и јас мислам дека сите ќе знаат кои што не гледаат. Ајде. Тој тоше, денес стои пак во ќоше, стои така како трска, а со книга нема врска. Може рефренот беше? Тоше, тоше, главо празна, тоше, тоше, пак ли казна. Времето е чудна река, Не го знам текстот. брзо тече, не те чека. Тоше, тоше, главо празна, тоше, тоше, пак ли казна. Времето е чудна река, брзо тече, не се чека. Браво, супер. Не изненади, ова не беше договорено. Не беше договорено, Морам но ми е кажам, драго, да. 20 години концерт за почитување, ама 30 години другарство точно. Се знаете од од деца? Златно Славече Кога ги од носевме 93-та. Магнолија ролките. На Магнолија ролките. Тогаш се запознавте, така? Да, Тогаш се точно познавате. 30 Златно години, Славејче. да. Андре, што друго одлучи дека ќе запееме малку од ДНК, па се надевам и тие што не гледаат? Па ајде, може рефренот од тоа, од Милион денови, што таа песна ја испирав на концертот. Добро. Една убава љубовна балада, ама нема цела да ја испирам. Не цела, колку ќе Малку одлучиш сум ти, толку заљубен, ние да. секако ќе уживаме. И ако можеме, ќе помогнеме. Милион денови јас би ги заменил за една ноќ со тебе, ноќ со тебе. Милион животи би ги заменил за еден цел со тебе, цел со тебе. Денови, а ти каде си? Добро, тука ние гитарата ќе ја искористиме и подоцна малку. Кажи ми само од каде оваа гитара изреагиравме јас и Сања кога видовме дека е многу убава и уникатна. Твоја е? Па, моја е Или оваа си ја гитара. добил, си ја Опа. наследил, некој ти ја подарил, Не, можеби, моја, оваа каква е гитара ја приказната? купив и интересна тема. Баш жициве ги сменив сега после 7 години за само ради концертот, инаку ја купив дента која се роди ќерка ми Јана. Навистина. И ме фати така некоја, не знам, знаеш, некоја Еуфорија, чувство убава на емоција, да. адреналин, нешто сакав да направам и да го обележам тој ден и
што поубаво од инструмент во домот кој што нели ќе има некаква Символично Символика, значење. да. Баш убава приказна. Сања, реков, некако поврзани се, па и спортот и музиката се дел од твојот живот. Ако мораш да избираш што ти е подраго од тие две, може да се каже, или тешка одлука? Пример, денот полесно би поминал без спорт, спортски активности, здрави навики или без музика? Мислам дека без музика не поминува кај тебе, кај мене. Се будам со музика, цел ден има музика во кулата. Нема да излажам, ќе кажам нешто дека од концертот наваму CD-то е ставено во кола и тоа се врти слушаш? свесно или несвесно, да. Си имам омилена песна и сега ми застана мозокот, би ги сакав да му кажам таа да испее. Ама да ми текне при крајот. Ти ја пееше последната нивна песна или најновата, ако јас добро гледав по некои клипови, но па таа. ќе извадиме и некои од тие на Сања интересни клипови да чуеме. Како тоа е интересно кога си вози низ секогаш кога сообраќај. возам пеам. И секојдневно ми се случува на семафори да застанат, нешто валја да ме препознат. И ти мафта? Да, имаш спуштам фидбек. прозори, пеам уште. Да. Некако многу убава енергија ми е кога пееш во кола. Каков и да ми е денот и буквално и свесно нешто кога нема да ми оди во денот, ај сега ќе си пуштам малце музиче, ќе почнам да пеам. Па полесно ќе биде. Па да, енергијата се менува. Фреквенциите си ги ставате на мод. Точно така. Сами сме одговорни за тој дел. Така е. Има интересни две анекдоти кога сме кај спортот, колку немам Ајде. абер од спорт. Значи, братучет ми знам дека играше од Цементара, прва лига фудбал, и со Слога игра, и ја аплодирав за другиве, не за братучет ми. На другиот гол напаѓаме. Добро. Тоа е едната, а другата која расте во Дебар, пред мене, буквално пред балкон, ни беше стадионов на Кораб. И нели Кораб кој да дојде некој од друга страна овој тим фудбалски, мора Кораб да победат, иначе имаше проблеми. Проблем. Да, и не знам, тогаш некако ми створи некоја таква сива слика и може за тоа и се, не знам, прекинав толку активно да се бавам. Иако претходно кога дете знаев да заиграм кошарка, фудбал. Така да не сум нешто по Добро, сега си повеќе во улога на фан, ајде да речеме, посебно стално јас велам, редовно се извинувам, велам кога Македонија игра, некако тоа е еден од најлесните начини за сплотување на овој народ кој инаку знае по секоја основа да биде поделен. Тоа чувство гледал, прател, не прател спорт, играл, не играл, гори во секој од нас. Значи, еви сега светско првенство првото полувреме го преспав, не знаев дека има и случајно пуштив, беше баш 2:0 и кога почна да се нели менуваат нагло работите и некако интересно е да, знаеш, чекај допира, јас ова да видам што овде се случува. Да, чекај што се случува, да. Добро, Сања е мајка на две деца, сопруга, си има и други редовни обврски, меѓутоа редовно успева да најде време за спорт, за фитнес. Што најмногу сега во овој период вежбаш? Прочитав можеби дека и јога некакви се обидуваш некои пози и така? Да, јога порано Што многу најмногу? поредовно применував, практицирав. Па имав некоја пауза, бидејќи тоа си бара, ако сакаш навистина се посветиш посебен мајндсетап да го изведеш, не е само да го извежбаш, нели тоа е умот Состојба и телото, целосна, да. цела состојба во која ако сакаш да практицираш јога. Сега повторно се вклупувам во тие кругови, јавни дел се малку пораснати и конечно стигам до грам спокој и мир каде што можам да ги изведам тие техники и инаку фитнесот ми е
секојдневен тип на рекреација, непрофесионално, секако бавење со спорт. А инаку од мали нозе, навистина, нема со што не сум се Кикбокс, бавила. тоа го споменував затоа што некако те поврзуваат или помнат луѓето дека носеш редовно бев инструктор бокс ракавици. по кикфит, тоа е уствари техника на кикбокс која не се применува нели меѓу човечки, туку само се вежба на вреќа и тоа долги години, но и тоа пред 10 години. Сега знам да ме фати така мерак да си ги ставам ракавиците и малку да извадам негативата од себе, повторно да го имаш, да. на адреналинот, но не толку редовно. Тогаш не посака во ниту еден момент да влезеш во ринг и да се надпреваруваш? Не посакав. Не беше колку во и да изгледам таа насока. храбро или не знам какво, тоа ми изгледаше страшно. Викам, па зависи да влезам таму да ме развалат. Да влезам со еден Паркадите, лик, па, да да. излезам со друг. Да, и иако бев супер добра технички и многу посветена и многу тренирав, ми беше страв да пробам. Гледам дека е популарно и тој тренинг на времето ја што го држев кикфит, ја гледам дека има по спортскиве фитнес центри, да, има на повеќе места и најтопло би го препорачала и за добра фигура, и за самодоверба на жените. Да, комплетно добро чувство некое, да, па и за не енергија. дај Боже, сега И за може не би дај Боже. некогаш ќе притреба и ќе И за кога спаси ќе нешто. отидете да пазарите нешто, да ви кажат таму дај лична карта. Да, одлично. Кажи ја таа случка. Па да, пред неколку години јас бев така некако лежирно, можеби детски облечена и да купам за сопругот цигари и ми побара лична карта. Да, не делува за своите Дали години. може да и на микрофончето да кажете сите да слушнат дека Дека ми јас барате толку млада лична изгледам. карта. Исто си као од Златно Славич. Да, Ова ето, го- Андреј помни како си изгледала. Многу ама- интересно. Ова е најчестото прашање што го добивам на Инстаграм. Ајде, Како изгледаш вака и што применуваш благодарение на што е на тоа. Да. кожата? Значи, дечки, немам ботокси, немам филери, не знам како изгледам вака, веројатно е генетика во склоп на добра исхрана. Пред се мислам дека е генетика во склоп на добра исхрана и на Физичка активност. Ама и енергија, веројатно, и како човек размислува, како ги насочува. Да, значи јас на мојот Инстаграм профил кој е баш е посетен, мислам Сања Лала, јас не ставам филтри, бидејќи не ми се допаѓа ова што се случува во денешницава на социјалниве мрежи со сите тие шминки филтри и баш промовирам дека жена според мој критериум сметам дека најубаво изгледа кога е природна. За професионална намена секако како ти, нели си тебе водителка и треба да изгледаш нели малку и на шминка, но и добро, но во природа за преку ден особено најубавите жени ми се природните жени. Природни. Се согласуваш така? 1,000,000%. Мало место, мала земја сме ние, но тука сонце сјае, храбро срце бие. За нас е слушне сега цел свет, цела Европа. Одиме на европско, спремни сме за борба. Срце на терен сега сите, кој е два. Играјте за сите, нас за секој македонец. Цела нација е тука, сите сме под едно знаме. Наливај за Македонија, кој кај дај. Кога сме кај нашите спортисти и спортови, ајде сега избојте некој кој што можеби ви е баш онака најдобар пример за македонски спортист, некој што ви е можеби број 1, кога било кој ќе ве праша кој е најдобриот или најпознатиот македонски спортист. Имаме неколкумина кои што најчесто ги добивам како одговор, меѓутоа може да скечам нешто поразлично. Сигурно сите ти ги споменуваат нели овие стандардни што си ги имаме Да. во фудбалот и ракометот мажи. Јас оваа година сакам да кажам дека мои идоли се женската репрезентација ракометна, дека ги поддржува секој надпревар нивен со цело срце. Сними си спотче на Сања Лала на Инстаграм Ќе го профилот видиме. кој го споделивме. Да, и за мене тие се спортскиот успех на годината, сите жени од македонската ракометна репрезентација. Ова е земја на шампиони, во срце што ја носиме. И во радост, и во солзи, ние ке те бодриме. Нека грми на трибини, кога за тебе пееме. Ке ни даде
Ти благодарам што ги спомена и да знаеш дека онаа емисија која што имавме и ја подготвивме кога беше првенството во Скопје беше доста гледана и имаше добри реакции што мене ме радува. Андреј, би издвоиле некој спортист? Вие имавте и песна, не сакам тоа да го заборавам, ги поддржавте нашите фудбалери за европско првенство. Убав е гестот секако. Знам дека со Панчо и дел од нив лично ги познавате, репрезентативците. Па јас не, како што Повеќе кажа Панчо е врската, релацијата помеѓу сите, скоро сите спортисти у земјава и ДНК. Него му се сите тие луѓе блиски пријатели, ми е многу мило што сите буквално ни пратија видео кај што играат по тие клубови низ Европа. Да. Фудбал е уште една анегдота, сега ми текна опуштено, имаме една песна во која што имаме гости, спортисти. Како што доаѓаа на снимањето, Панчо ме запозна и вика, пример, ова е Стоилов, вика, он е многу добар кошаркар. Јас се здраво, остварувам коментар. И така ме неколку пати ме мртви сериозни као. Да. А ти се веруваш? договориле, да, немам појма, стварно немам појма. И тогаш негде тоа зборам пред некои 7-8 години, више малце по малце почнав да навлагам во светот на спортов и да ги запознавам Да поднаучиш кој е кој и што, Да кој не како се игра. чувствуваш лошо. Да. Сега за првенството ракометно, поканувам другарка да дое со мене, викам имам карти, дојди вечер игра Македонија, да одиме да навиваме, супер, да, доаѓам цела возбудена и пред влез ми вика, слушај женче, ама и ти кажувај ми таму шо кој ја одбојка баш и не разбира. Да. Не одиме добро, не одиме таму, но како и да е. Добро, без разлика ми се допаѓа што добар амбасадор си сепак на спортот и тоа да ги поттикнеш луѓето и да дојдат и да видат воопшто не е лошо. Не мора сите да бидеме крајно упатени во спортот, нели? Може само да уживаме, да навиваме и тоа е тоа. Оваа година секако ќе одбележи еден момент кој ни донесе многу голема радост, а во Италија донесе тотален мрак и колапс. Александар Трајковски постигна феноменален гол, ќе биде запамтен. Од после ми се јавија другарите да ми ја кажат информацијава. Стварно е голем настан за нас. Мислам, конечно и ние да влеземе негде во настаните од Европа, па и светот. Да, буквално. И сметам дека вакви настани спортски многу значат за една држава. Ние до некаде дека ги немаме многу, па и може недоволно ги цениме овие настани. Навистина е нешто во кое што се вложува огромен труд и големо збиднување и голем резултат од сето тоа за да не се доживе возбудливо и полно со адреналин. Точно, Андреј. Го виде клипчето, го виде голот. Го видов клипчето, да, и можам да кажам дека без разлика што не пратам спорт, секогаш кога некој наш се надпреварува, посебно на кој ќе стигне до, да кажам, некој повисоко ниво пред крајот, ме облева стварно едно убаво чувство, полно адреналин, возбуда и почнуваш више да си гледаш како за некој свој, како да ти е најдобар другар, како да ти е, не знам, дел од фамилијата и едва чекаш да победи. Така и да видиме што е следно. Не може никој од нас овде земја да го скрие тоа чувство. Штета што не сме у секојдневието цело време, такви за сите. Често да имаме. Во сите сфери, не само во спортот. Еве исто и со нашиот концерт. Требаше концертов да се случи за да видиме дека може да има македонска музика и Немам ништо против артисти од други земји, меѓутоа еве зашто и ние да не наполниме на Борис Трајковски. Не ние, сите наши колеги. И да пееме, и треба да се почитува тоа и се поддржува, да. Имавте и спортисти? Сега тоа ќе му кажев. Имаше фотографии, имаше и видео инсерти. Меѓу нив го видов Дејан Ѓоргиевски, например, нашиот олимписки медалист. Јас го пречекав Дејан кога дојде. Блиски сме, мислам, го изгушкав, срцето ми беше полно. Многу скромно, многу фино, нормално момче. И баш ни е мило што и изјавата гледав што ја дае за нас. Колку искрено говореше за тоа, као он да постигнал нешто. Така да, тука сме буквално за ние и спортистите практично имаме највише, да кажем, на некој начин сила и да помагаме на некој начин. Затоа многу често правиме заеднички колаборации која се во однос хуманитарни евенти. Така да Да, спорт и музика, јас секогаш велам во емисија дека според мене се идеална, многу убава комбинација, некако одат заедно на вистина, од кој јагол да го гледаме тоа. Сега дел од спортот не се само победите, тука се и поразите и разочарувањата, а и коментарите. Спортистите и музичарите можеби на идентичен начин се на метата на јавноста. Навреди
Тоа сега сакам да го прокоментираме. И спортистите ги навредуваат кога нешто нема да биде добро на терен, кога не ни оди, кога губиме и така. Исто и за музичарите. Мислам дека видов и кај вас некаков пост или коментар околу тоа, што има луѓе дека во ред, можеби не ја сакаат музиката на ДНК, но зошто навреди? Зошто негативни коментари, зошто плукање? Како се носите со сето ова со Панчо толку години наназад? Па, можем да кажем дека Панчо е како да кажем, по-експлозивен, да. По-искрен во однос на она како допира некој таков коментар, иако јас сум по-смирен во тој однос. Нема зашто да ме допира. Едноставно, нас ни е полна душата кога гледаш толку луѓе ти ги пеат песните и Зарем би те допрал еден коментар. Да коментар. речеме, на нашиот концерт имаше профили на луѓе кои што никад во животот не слушале. Пријатели на пријатели, не знам, доктори, адвокати, другари мои, автомеханичари, значи дојдени што не слушаат таква музика. И луѓе што слушаат техно, транс, имаш и такви групи на другари што исподојда. Они беа сите на некој начин фасцинирани од тоа каков концерт сме направили. Да. Увидовме дека уствари ги допрела музикава, дека практично музикава што мислеле дека не е добра наша, што не ја слушале, малце им ги смени мислењата и почнаа сите цедиња да бараат, као, знаеш, Да, не даеш да. баш. И тоа ни е многу мило, ете што родивме кај луѓе можеби што никогаш не ја слушале. Ете некој сенс да малце ги отворат ушите и за нашава музика. Значи не е нашава музика лоша, имаме страшни артисти. Да не биде веднаш негативно Страшни или музичари, неприфаќање или така. Да не зборам за ритмиката. Ритмиката е едно у свет сме автентични по тоа. Какви ритмови И имаме. тешко име на останатите да можат да тоа Да, го изведат, да. отпеат или Така, отсвират, вистина е. Сања, имаш сопруг спортист, можеби некогаш си се нашла во ситуација ти да си на трибина или да си публика, а да слушаш погрдни коментари дали кон него или тимот, без Да. разлика. И Зависи резултатот каков е, како ќе изреагирам. Ако водат само Да. си ја намесам, Не ти е гајле? речето си го Добро. местам и нека продолжат. Знам да се изнервирам за резултатот и знам да се изнервирам и за коментар. Знаеш како, има еден дел кај што не може тој од седнат на трибина што Грицка Семки да коментира како игра играчов на терен, разбираш, или не може тој што седи дома пред телевизија да коментира каков е концертот. Треба човек, ја би ги ставила сите да има некоја програма каде што ќе бидеш еден ден спортист, еден ден музичар зборувам да бараш и спонзори, да организираш се што Се што треба. стои, Да, се комплет. па секој од нас да свати колку треба да се цени една професија, колку е тоа тешко што ние си го гледаме вака на екран као е добро да што работи како влијателна на Инстаграм снимила видео. Треба еден да дојде во денот, целата екипа да организира, да го сними тоа, да го вратат 200 пати за еден збор, за песната што ја снимаат 300 пати пошто е засипната да ја пресними, да се напне 4 пати пошто терцата не ја погоди како што треба. За да свати колку е, кога секој човек би знаел што значи да си спортист на теренот во моментот и како ти тоа го доживуваш или музичар, верувам дека не би имало ниеден таков сличен негативен коментар. или Да. погрден, да. Јас сум тип на човек што навистина функционира со емпатија и јас точно можам да доживеам колку труд вложуваш ти да ја спремиш оваа емисија, да ни сконтактираш концептот, да го ставиш во глава, да ги спремиш прашањата, да ти тече мислата, дали си ти одморена, дали си наспана, дали си изнервирана денес, а сепак да си насмеана и супер да зрачиш на емисија и навистина секоја професија Си има. ја ценам од тој аспект. Затоа и многу ретко критикувам, а знам да давам пофалби и тоа како, бидејќи пофалбата мотивира нешто уште повеќе Да биде подобро. да го направиме. За нивниот концерт, ја мислам дека на својот Инстаграм од мене не сум ставила толку коментари и фотки, Еуфорично отколку беше, што да, нив ги ставив и ги скоментирав, бидејќи тоа е настан на деценијата. Таков концерт ние сме немале, таков настан воопшто сме немале, да се наполни салата, едногласно сите да знаат секоја песна, не ми се веруваше дека сите ги знаат сите песни. Значи,
таква енергија имаше, таков балон од експлозија. Они пред да излезат на сцена, ја последен пат не знам кога сум излегла на сцена, пред 100 години. Пред 100 години. Јас се чувствував како да треба ја сега да излезам и дека од мене се чека нешто на сценава да направам. Значи толку ме обзема емоција, толку се соживав. Они кога излегоа, јас почнав да плачам. Другарките почнаа да ми се смеат, бидејќи ми се врати еден филм, едно доживување кога јас сум била дете, а нели детскиве емоции се најискрени, најчисти, колку мене тоа ми било голем настан, па свикам, замисли за нив ова што се случува сега кога ја гледаат цела преполна сала, очекувано или неочекувано, што ги поддржува и вришти. Значи, Буквално. ечеше Борис Трајковски, ја чекав да се одлепи кровот горе. Искрено. Многу ми е мило што сме родиле такво чувство. Такви емоции, да. Тоа тебе и тоа значи дека ете дефинитивно нешто правиме како што треба. Ние сме прво такви кои профили со Панчо, ако нешто не сме правиле како што треба, со сила сигурно немало да продолжиме да работиме. Самите ќе престанеме. А тоа ќе ни го даеше на знаење и публиката. Дека тука треба да прекинеме. Меѓутоа ова ни дава уште толку сила и енергија дека треба да продолжиме. Да. Публиката е секогаш во право. Тоа е такво правило. Овој убав коментарот, Сања, јас мислам заслужи уште малку музика. Уште нешто да запееме. Ајде ти ќе ти дам нека минутка да размислиш додека не за да ја поставам едно тешко прашање за мајките. Не, ништо, не. Чеки се таа не сме Овој рефрен го Добра, ајде по негов избор нека биде, не е страшно ако не е тоа, може и друго. Мојата. Да, јас ја слушав дека пее оваа песма, Немам. Не сум ја некој поише така си го гледам инструментот убав ми е. Ама и за себе предпоставувам. Него што да свирам. Не, ништо не, овие години не промениле. Срце полно рани. Во душа празни страни, не пиша ни романи. Не, ништо не, овие години не промениле. Срце полно рани. Во душа празни страни, не пиша ни романи. Ова ме слушаше што пеам на Инстаграм. Да, ова беше тоа што го пееше на Инстаграм. Не сакам да звучам нескромно, но се радувам што имам вакви гости за добро финале. Ова е финале на нашата емисија годинава. Гол во 90-та. Да, гол во 90-та баш. Немам уште многу време. Кратко ќе ми дозволите само за Сања едно прашање за мајките. Обично кога децата се талентирани за спорт, мајките се кај тренерот одма. Детето шо ќе игра, напад, одбрана, молим те, нема такви работи. Не. Не. Значи, мајка застанува и му вика сега како што ќе процени тренерот и како ќе каже, така ќе биде. Гризам прсти, ногти, крв си пуштам, се стискам, ама не викам. Нема мешање. Не викам и дури кога ќе ми каже еве од типот сега на пример тренираат на 2 степени, ама ладно ми е, топло ми е. Немала. Не знам јас. Не знам ја, мајка, ја фудбал не тренирам. Меси така се станува и на ладно и на Иначе, топло. мене ми е као мајка супер профил Меси, затоа што за се што нешто не може да се направи, ја одма го вадам Меси од Джокерот. Па дали мислиш дека Меси вака прави? Па дали мислиш дека Меси ако не јадал вака или не спиел редовно или не тренирал, дали ти мислиш дека Меси би успел во било што? И кај нас се поминува со Меси од мали нозе, да. Дури Ијан почна да јаде брокули на 2 години, вака затоа што Меси на една реклама, да, јадеше брокула, како ми легна таа реклама да е жива и здрава. Види Меси јаде брокули, па детето брокула во секоја форма јадеше. Браво, Меси, значи еве уште докази дека навистина е цар како што веќе го нарекуваат на сите мрежи, медиуми и така натаму. Океј, ништо, имам само уште време за одјава, ќе ве прашам можеби порака, желба, онака субав збор да ја завршиме годинава и нашиве емисии за оваа година. Значи следнава што ќе си посакаме, што ќе порачаме? Јас си доживувам свесно, подсвесно, не знам како, дали е кармички од некој минат живот или не знам како, дека дел од мојата мисија зошто сум овде во овој живот е да ја кренеме малку свесноста за емпатија, за малку повеќе љубов и повеќе ценење и посветување еден кон друг.
И тоа ми се проткајува низ се што работам. Јас сум далеко од инфлуенсер, мојата професија не е инфлуенсер, иако Сања Лала е супер посетен профил. Јас се бавам со маркетинг, се бавам со хуманитарни цели, сакам да помогнам секаде, споделувам каде што има хуманитарна цел, но во сето тоа што го работам, гледам да има емпатија, подигнување на свесност за истата тема. Посакувам 2023-та сите барем дел од животите да го посветиме на истото. Така. Добро. Ова што говори Сања за емпатијата, тоа е за жал се поретко денес и треба човек пред се да го има у себе, да го поседува. За да е, нели, ја и да е најлош се го гледаш од другава страна, знаеш дека не е кога што треба кој човек, ама пробуваш да најдеш нешто добро у него. Дека има нешто човечно и многу би ми било мило да се сите луѓе пред се, значи, како што треба, да се луѓе пристапот да го сменат. Пристапот е многу погрешен денеска на поголем дел од луѓево и да има што повеќе човечлук. Не кошта нас ништо преку овие хуманитарни евенти со Панчо Мал, милион што сме ги направиле, а многу значеле за тие луѓе. И тоа највеќе ни била поентата за да дигнеме таа свезна преку нашите социјални мрежи и преку нашата сила што ја имаме како јавни личности. Нормално да сме биле у други земји по светов ќе би помогнале и повеќе и финансиски. Меѓутоа, вака мислам дека правиме добри дела и инспирираме луѓе што имаат повеќе можности и институции пред се да направат нешто за посебно за луѓе кои што се вика некој нема ни леп да јадат кај што одиме, не знаете какви места одиме. Да. Тоа е тоа. Добро, ќе ви се заблагодарам на двајцата. За убавите разговори за општо, за животот, за музиката, за спортот. Значи, посакуваме успеси и спортски, но и на поле музика, нова добра музика, песни, да се видиме следната година пак за убави нешта, не? Јас се надам дека ќе направиме уште една химна, да кажам, дај Боже некој од нашите репрезентации пак да стигне на некое такво високо ниво. Со цело срце би направиле колку и минатава од нас една песна. Ви благодарам многу. Се гледаме во некоја следна прилика повторно, а јас се надевам дека нашите гледачи ужива и ова попладне и дека ова е добар начин да ја заокружиме годинава. Ќе посакам на најдобар можен начин да си испратите ова 2022, следната да биде уште подобра и посрекна и се разбира на полето спорт, да сите заедно уживаме во нови спортски успеси за Македонија. Ви благодарам што не следевте и останете и натаму на Телком.